Добар ден, ова е 13-то издание на Фолк Естрада. Овој пат ќе бидам домаќинка само јас. Мојот колега Благоја Груевски мораше да отпатува во Австралија поради своите професионални обврски, меѓутоа сега е на некоја плажа и сигурна сум дека мисли на нас. Јас се надевам дека убаво ќе си поминате само со мене и со моите гости секако. Затоа предлагам да уживате со млади, перспективни пејачи, а тоа се Сања Барбика, која што е вистинска барбика, луѓе, и браќата Владко и Златко. Уживајте заедно со нас. Имам план, порачај ми кавијар, уште еден балантај, перверзно разговарај, наготи ме извртај, шминка да си поправам и да се изненадам, што за да те осетам, љубов да ти сервирам.
Јас веќе ви најавив дека овој пат оваа емисија ќе бидам само јас домаќин на ова шоу. Меѓутоа, мина, уште еднаш ќе кажам дека бажа многу ми фали. Драги мои гости, имате голем поздрав од Бажа и уште еднаш добро вечер во мојата емисија. Како сте ми? Ајде да почнеме од дамата права Барбика. Благодарам, добро вечер. Фала на поздравот, исто јас го поздравувам Баже. Баже сега негде си лежи на плажа, меѓутоа Ужива, мисли на нас. ужива, да. Јас сигурно сум во тоа. Момци, вие како сте? Одлично, зимски. Зимски. Еуфорија имаме? Пред новогодишна секако. Имаме сите. Сања, ајде, веќе со дамите ние Секако се секогаш подразбира, почнуваме да. со дамите. Имаме предност. Тоа ни беше јасно. токму вече, така, секогаш повелик. мојот колега го има првиот збор, бидејќи тој почнува со дамите да разговара и пак ќе им дадеме предност на дамите, бидејќи така е редот. Благодарам. Сања, дали ти се уште хит министрите? Песната или министрите? Министрите. Па некако министрите не се веќе хит, меѓутоа песната Си остана Си хит, остана како хит, што и беше да. на почетокот. Да. Токму така. Сега кои ти се хит, Сања? остануваат министрите. Остануваат ли? Така. Добра. Меѓутоа сакам да кажам дека и ете за мислам ќе имате прилика и овде да ја промовирам за прв пат новата песна, која што Баш ми ми е е драго. издадена за српскиот пазар и за македонскиот пазар, значи во два примерока ми е снимена на македонски и на српски. И ете вечерва овде за прв пат ќе ја испеам. Благодарам многу. Така, што- иначе песната ми ја пишуваше Борче од Рафинерија Димитров. И мислам дека ќе ми се допадне. Јас сигурно сум дека ќе ми се допадне, сигурно сум дека ќе биде голем хит. Се надевам. Кажи ми зошто за српскиот пазар? Па зашто? Дали не сте задоволна од публиката македонска или пак сакате да се подбиете негде далеко надвор? сме од тоа, значи нема тука никаква врска публиката си е публика, меѓутоа такво е сега моментално кај нас времето што немаме телевизија за кај да ги промовираме нашите песни, освен оваа, нели така? Затоа така строго те погледнав. Освен ова, па јас би работела и само во Македонија кога би имала за каде и На кој медиум Да. да се представиш? меѓутоа ете така си пробаме. Фала ти, Сања, сега мора малку ние да прекинеме, иако баш убаво ми оди разговорот со тебе. Браќата, здраво! Секогаш спие на интервјуа. Секогаш. Ти си тој што збори. Ајде, повелете, што има ново кај вас? И уште еднаш добро дојдовте. Имаш добро ве најдовме и ние да возвратиме на поздравот на Баже, ни недостига и не многу, доволно сме. Нека ужива. Што има ново? Ново е последното фестивал од Роса. Настапивме Се промовирате, таму? Да, со нова песна. Песната се вика Убава Ања. Се надевам дека ќе ја чуеме. Да, секако ќе ја слушнеме. Музиката и аранжманот се на Златко. Текстот го направи Ѓорѓи На Калајџиев. Златко, честитки Златко. Благодарам. Ајде кажи ти нешто за својата песна. Па не знам баш Опушти што. се. Не знам, опуштен сум, меѓутоа не сум многу по зборувањето. Знаеме. Значи што сум имал да кажам во врска со таа песна, се сум кажал место со зборови, Во со нејза. ноти. И така, мислам дека ние сме максимално задоволни од таа песна како излезе, останува да ја прифатат гледачите. Се надевам и Јас сум голем сигурна процент во тоа. дека Ова не беше најавено дека ќе зборува, тој беше од дома спремен дека само ќе свири и затоа не е ни психолошки спремен да зборува и те молам внимателно сега. Повеќе не те прашувам. Затоа Супер. сега предлагам да рипнете на сцена и таму да кажеш Важно. се што умееш. Важно. Хајде да уживаме. сладка тајна, сонот ми го зеде една лична Ања, блазета мајка
što ja rodi se za ta ljubov ne spijam do zori. Udrije na čal gađio, napraj me rak na srcevo. Isto pesna da i kažam duša da si otvoram, deka silenog krijam, spremen da izgoram. Isto pesna da i kažam duša da si otvoram, deka silenog krijam, spremen da izgoram. Ni tu jedna zvezda ne toliko sjajna, ni tu kitka ima ubava ko Anja. Blaze ta majka Anja što ja rodi se za ta ljubov ne spijam do zori. Udrije na čal gađio, napraj me rak na srcevo. Isto pesna da i kažam duša da si otvoram, deka silenog krijam, spremen da izgoram. Isto pesna da i kažam duša da si otvoram, deka silenog krijam, spremen da izgoram. Pesna da i kažam duša da si otvoram, deka silenog krijam, spremen da izgoram. Isto pesna da i kažam duša da si otvoram, deka silenog krijam, spremen da izgoram. Laze majka što te rodi, tebe Anja ubava. Сега мода се министри, ем се згодни, ем се бистри. Сега мода се министри, ем се згодни, ем се бистри.
ги слушнавме браќата. Јас оваа емисија предлагам да имаме малку повеќе песна, бидејќи некако јас ја чувствувам веќе еуфоријата од Нова година и од сите тие празници што ни следуваат. Како и минатата емисија, бидејќи ни беше празнична за Свети Никола, така и ова предлагам да има малку повеќе музика, а малку помалку разговор. Ајде сега малку да се навратиме на фестивалите. Вие кажавте дека се промовиравте на фестивали, дека често одите на фестивали. Дали тоа е таму се рекламирате самите себе си или пак таму вие како промоција на некоја песна кога ќе се појавите на фестивал? Дали тоа ви помага во вашата кариера да се појавувате на фестивалите? За никоја песна не е пресуден фестивалот или па награда од фестивалот. Меѓутоа е убав прв чекор, убав почеток да се настапи на фестивал. Да се промовира една песна. Да се песна. промовира, тоа и останало, затоа и постоја фестивалите, иако, за жал, не се ни гледани како што беа, ни посетени, нема таква еуфорија околу нив, ги има и сега и во поголем број. Меѓутоа не гледам позитивна работа ако ги избегнуваш, ако не настапуваш, не дека пак ќе се повторам како што беше, позитивно, меѓутоа не гледам и негативна страна да се настапува, така да Убаво и ние не да практикуваме толку многу често на сите, меѓутоа еднаш годишно се појавуваме на некој фестивал. Ние често во нашите емисии со Бажи, со нашите гости говоревме, имавме еден убав диалог за фестивалите. Зошто и се вие кажавте дека порано многу повеќе се почитувале фестивалите и имало повеќе гледаност. Зошто е тоа така? Ајде, од ваша перспектива и вашето мислење да го кажете околу фестивалите. Зошто е тоа така? Дали нема маркетинг, дали се помалку и помалку се вложуваат пеачите да направат некоја убава песна за фестивал? Која е причината според вас? Има повеќе фактори. Првиот фактор е презаситеност. Значи ги има многу фестивали. Значи неколку годишно помножено со толку и толку. Тоа се мислам дека се за Македонија многу песни во текот на една година. Плюс тоа што сите ние и без фестивалите се снимаме дали преработки или нови авторски песни, не поврзани со фестивал. Така да мислам дека нема простор за толку многу песни, затоа и пласна таа еуфорија, тој интерес и за самите фестивали, нормално и за истите песни. Така да тоа е било некоја причина покрај тоа да не се повторуваме, медиумската застапеност е на минимално ниво, за жал. Кој е тука крив? Дали медиумите, дали самите организатори на тие фестивали, што мислите вие? Не, фестивалите не. Јас зборам генерално за македонската песна, не дали ќе биде тоа фестивал. Не е толку важно колку што е важно дека се работи за македонска песна. И не е ни важно кој е крив, важно е кој чекор треба да се преземе и да гледаме напред, значи да има, како вашава емисија, да има многу повеќе, за да се слушаат повеќе македонските песни, тогаш може да добијат реална шанса истите. Значи треба многу повеќе медиуми да се насочат кон македонската песна за се повеќе. Треба сите медиуми да се насочат. Значи македонската музика е според мене на исто ниво како јазикот, како национално, значи на тоа ниво тоа не обележува, тоа е Македонија едноставно, дел од Македонија, не може да го скриваме или да го немаме, а го имаме во секој случај. Токму така. Го слушнавме мислењето на Владко. Скромното мислење. Сања, не често тебе те гледаме на фестивалите. Зошто е тоа така? Да, така, ме нема више на фестивалите. Зошто? Настапував на сите фестивали, можни сум била во Македонија. Сега престанав, затоа што не гледам, подобро е да направи спот со нова песна, спот да снимиш, отколку да се појавиш на фестивал, 3 минути кој што трае и после го нема никаде. А спотот се врти, се гледа. Значи причината е што нема доволно медиум за фестивалите и не еднаш кога се случува 3 минути и повеќе ги снимува. И затоа сте изреволтирани и си одите од фестивалите.
Добро, вие како автор што ќе изјавите околу фестивалите? Извини што да прашувам. Па нема проблем. Стварно извини. Јас го делам мислењето со брат ми, со се што кажа, па како автор. Тука е проблемот, значи да има поголема поддршка, да има многу поголема застапеност и да не се повторувам. Тоа е тоа, за да може да има повеќе, па така ќе се крене малце нивото и да одиме кон поголем квалитет и поголема слушаност. Тоа Не е мора да проблемот и грешката подостапени. само од другата страна во секој случај. Значи не е само дека не сакаат па не пуштаат доволно. Секако дека се работи за квалитетот. Значи треба и од наша страна да биде нивото повисоко и повеќе да се потрудиме. Ние квалитетни песни да извадите или? Да. Квалитет во секој случај, значи збориме Ама јас туку што ја чув вашата песна која што излезе на фестивал и беше преубава и квалитетна сега. Ти благодарам за комплиментот, меѓутоа јас размислувам на генерално ниво сега, да не се фалам, не се сите песни како таа. Не е секоја продукција. Мојата е најубава. Не го мислев тоа. Сакам да кажам дека нема само една песна или само 10. Значи имаме многу песни. Во тие има и Мора да добри, се и лоши, просечни и секако. Не е Мислам, само на тоа да ниво дека извадиш треба- песна, да се појавиш, туку мора да се Малку поработи на потрудно, тоа. Значи не е успехот во тоа дека годинава снимив 20 песни. Од кои ни една Доли неуспешна. една, така? Па добро една над 5 години Ама доста квалитетна поуспешна, е тоа. квалитетна отколку 20. значи да биде квалитет, не квантитет. Токму така. Веќе кога сме кај овие работи, јас предлагам да слушнеме квалитетни песни и тоа и од Сања и од браќата. Со задоволство. Еден 9-2, убав идиото наутро ти повикај. Ако не сум дома, уште вратена, тогаш можеш ти да кренеш тревога. А сега за сега, немој не зборувај, сама ова вечер јас ќе излезам. А сега за сега, само ми посакај, ненормално добро да си поминам. Целиот град ќе го заведам, ќе го заведам, ќе го заведам. Жени, мажи се ќе полудам, ќе ги полудам, ќе ги полудам. Оваа ноќ ќе биде посебна, само за подиум сум створена. Клубот на луди ме повикува, со тебе сум на пауза, на пауза, на пауза. На пауза, на пауза, на пауза. Еден 9-3, идиот убав наутро ти заврти. Од љубомора, ако започне се во тебе да гори и црвене. А сега за сега, немој не зборувај, сама ова вечер јас ќе излезам. А сега за сега, само ми посакај, ненормално добро да си поминам. Целиот град ќе го заведам, ќе го заведам, ќе го заведам. Жени, мажи се ќе полудам, ќе ги полудам, ќе ги полудам. Оваа ноќ ќе биде посебна, само за подиум сум створена. Клубот на луди ме повикува, со тебе сум на пауза, на пауза, на пауза. На пауза, на пауза, на пауза. А сега за сега, само ми посакај, ненормално добро да си поминам. Целиот град ќе го заведам, ќе го заведам, ќе го заведам. Жени, мажи се ќе полудам, ќе ги полудам, ќе ги полудам. Оваа ноќ ќе биде посебна, само
Ние во студиото се разигравме, се надевам и вие по дома веќе и играте. Нова година доаѓа, сите сме возбудени, каде настапувате вие? Дали си ти возбуден, што климаш? Што е работава? Ние не сме толку возбудени, барем јас ќе зборам за мене. Бидејќи работно ќе помина за нова година или која е причината? Па работно, јас пењето не го нарекувам никогаш работа, затоа што друго е пење, друго е работење. Задоволство. Така да мислам дека ми е 12 или 13 година поред како што пеам за нова година и не сме ние на некое работно место, секогаш сме со луѓе обкружени на таа прослава. Така да очекуваме како пријатно нешто што доаѓа, не е тоа дека да имаме некој страф или еуфорија. Каде ќе бидете за нова година? Јас ќе пеам 31.1. во Охрид во хотел Силекс. Значи охриѓани треба таму да бидат, за да поминат како што треба. Сања, Барби Јас Чубова. сум во Тетово арена, заедно со малите од група Молика. Така, со Мулика Джуниор. Да. Тие минатата емисија ни беа одлични момци. Супер сте, браво. Заедно ќе се дружите таму, татувчени. Ќе се ја дочекаме 2016 се надевам во добро расположение. Јас сум сигурна. Јас сум сигурна, вие убава забава правите, така да нема што тука да се размислува. Јас знам дека ќе се одилите со братите за нова година, повели кажи ми каде ти ќе настапуваш. Да, ние со групата, со нашата група Интермецо и со Кирил Митовски. Митоцски. Пораче член на академци, сега е Да, самостој. Сега соло ќе свириме во Јегуновце, Тетовско. Во Јагуновце? Да, сега не знам точно ресторанот како се викаше. Мислам дека сепак е тој еден таму, па така. Меѓутоа се е околу Тетово. Да. Сања, Тетово вие Тетово. Се врти Потекло околу Тетово. Така да Одлично, супер. Волите. Дали сакате да им честитате на гледачите на Фолк Естрада нова година, секој посебно? Дали имате по некоја честитка да дадете? како не? Ајде, Како не? повели. Им честитам на сите, среќна нова година. Им посакувам одубаво, поубаво и им пожелувам да бидат опуштени од сите проблеми, да ги препуштат маките на музика и на веселба. Па така и од мене среќна нова година. Многу здравие пред се, значи првото здравието е најбитно и се што ќе посакат да им се исполни. Многу им посакувам на нашите гледачи, им благодарам што се со нас, им посакувам многу убави мисли, среќни моменти, да ги имаат тие што е можно повеќе, највеќе. Јас истото им го честитам на нашите гледачи, а истото ви го честитам и вас. Имајте здравие, мир и љубов. Благодариме. И сега сакам музика. И благодарам уште еднаш што дојдовте. Благодариме на вас на поканата. Што ќе ми утро без тебе? Морам се да испијам. Зар е важно дали ќе преживеам? Се ме потсеќа на нас, каде и да погледнам. Дури ова ноќ на тебе мириса. Течеш ти ни цело тело, место крв во вените. Душава ми ја уби, моево срце губи, живот без тебе. Ајде дајте дупла чаша, на тебе да не мислам. Дојдов да се лечам и солзи ја заспречам да те заборавам. Овој немир нема крај, ништо не ми помага. Бар за кратко сакам да
podseća na nas. Kade i da pogledam, duri ova noć na tebe mirisa. Tečeš ti mi celo telo, mesto krvovenite. Duša vavija budi, mojevo srce gubi, život bez tebe. Ajde dajte dupla čaša, na tebe da ne mislim. Dojdom da se lečam i slozi ja zasprečam da te zaboravam. Tečeš ti ni celo telo, duša vavija budi, mojevo srce gubi, život bez tebe. Ajde dajte dupla čaša, na tebe da ne mislim. Dojdom da se lečam i slozi ja zasprečam da te zaboravam. Zašto si takov živote, zašto si surov so mene, si ljubev moma rumena, ostana nedoljubena, si ljubev moma rumena, ostana nedoljubena.
Многу ме е мило што можам да кажам дека дефинитивно 2015 година беше во знакот на афирмирање на македонската народна песна, а секако за тоа помогнаа емисиите Фолк Ексклузив и Фолк Естрада. Но ние да се навратиме на последниот пресек за оваа година на топ листата 5x2, која вие ја креирате со гласање на veselo.mk. Местото број 5 оваа недела е резервирано за Анета и група Молика со песната "Слушни ме мајко стара". Reče skoro ke si dojde, slušni me majko stara, vetena ne se dava, ili na nego žena, ili sama do veka. Пат од едно место за Боби Павловски и песната Кафанска која ја изведе во Фолк Естрада. Ако сакате и понатаму оваа песна да остане дел од топ листата 5x2, продолжете да гласате veselo.mk.
traje. Leta, brzo leta, so društvo moje staro. Vreme jas ne gubam, lubuvam jas kafanine. Ne zatvarajte dušama moja, ne ubivajte, sakam da pijam, da se opijam, duri sam živ jas da proživejam. Kafanine, ne zatvarajte dušama moja, ne ubivajte, sakam da pijam, da se opijam, duri sam živ jas da proživejam. Leto ili zima, kako oblak mina, starost brzo ide, ma društvo je tuka, pa što i da je. Festa, dim kafana, gužva se namasa, pejam se do zori, po kafani jas ne spijam, pejam za vas. Kafanine, ne zatvarajte dušama moja, ne ubivajte, sakam da pijam, da se opijam, duri sam živ jas da proživejam. Ne zatvarajte dušama moja, ne ubivajte, sakam da pijam, da se opijam, duri sam živ jas da proživejam. Минатата недела како предлог на топ листата 5x2. Оваа недела на високото трето место. Маријан Коцев и виртуозите Dream Team со песната Китен Девере. Жени, многу моми до сега
ti se veća, prva sna neka eso sreća, a ja s tebe od raka ja vodam, sonih crkva na venčavka odam, a ja s tebe od raka ja vodam, sonih crkva na venčavka odam. Второто место и оваа недела е резервирано за младата и шармантна Стојне Николова со песната "Рано е". Клубот гори сите, баш сме пијани. Како плима страст не доаѓа, еуфорија не обзема. И за авантура секој сонува. Одлична забава, добро друштво, не се трезнам до максимум. Свесно ја се опуштам. Играм и флертувам, ритам одвози. Ова луда ноќ нема да се повтори. Неуморна сум баш, лудост ме гре да си заминам. Рано е, рано е. За памтење. Овде сите како една душа сме. Басот гради баш не удира, диџејот не полудува. Во нас врие права крв балканска. Одлична забава, добро друштво, не се трезна до максимум. Свесно ја се опуштам. Играм и флертувам, ритам одвози. Ова луда ноќ нема да се повтори. Неуморна сум баш, лудост ме гре да си заминам. Рано е, рано
погледнеме кои се наоѓа на првото место на единствената топ листа посветена на македонската народна песна, време е да ви ги најавам предлозите. Како предлог број 1 за оваа недела е Татјана Лазаревска со нејзиниот најнов хит Среќен роден ден, како и новата песна на Наум Петрески и Јоце Панов Потроши. Вечерва се тука, стари млади, срце силно чука. Весело е, роден ден се слави, се до зори, джумбушке се прави. Весело е, роден ден се слави, се до зори, джумбушке се прави. Среќен да е роден ден, да здрави за среќа, заедно да славиме, се достои една. Среќен да е роден ден, да здрави за среќа, заедно да славиме, се достои една. Боже, здравица се крева, полна маса, ма нема што нема. Среќен да е роден ден, да здрави за среќа, заедно да славиме, се достои една. Среќен да е роден ден, да здрави за среќа, заедно да славиме, се достои една. Srca skršeni, mnogo noći neprespijeni, velat se žive enaš, zato a živeam venaš, za utre ne ostavam, utre znam može se da rasipam. Zemi ili ostavi, život od me nauči, bogat je kejf, to denar potroši, potroši od srce. Da se razgali
se ne smejani. Potroši, druže, potroši. Moj druže, pijev trošev, ženi ljubev, bezbrojno oki ezerski, sovino pesna i ja srca kršev. To život odhodi, ljubov ta ne voli, da sme zdravi veseli, da ne čuva Bog ušte mnogu godini. Zemi ili ostavi, život od me nauči, koga ti je kev, to denar potroši. Potroši od srce, duša da se razgali, neka se pije do zori. Soženi ubavi, lica nasmejani, potroši, druže, potroši. В 2015 година на прво место ја кронисува Елена Велевска и нејзиниот Бел лебед. За сите оние кои што сакаат да поминат најлудата новогодишна ноќ во Струмица, ви известувам дека Елена ќе настапува на 31 и 1 јануари во клуб Селект. Моето срце, школка ти го ставаш, па испраќаш таму, кај што секој спомен удавен на дното самува. Убав мој бел лебеде, со тебе црно есе, љубовта мртво море не плови ме. Убав мој бел лебеде, нашето созвездие, скаснато е, не можеме да летаме, без крилја сме. Мојта душа ти ја газиш, па испраќаш таму, кај што секој спомен удавен на дното самува. Убав мој бел лебеде, со тебе црно есе, љубовта мртво море не плови ме. Убав мој бел
Многу здравје, среќа и љубов ви испраќам во 2016 година. Продолжете да слушате македонска народна музика, гласајте на весело.мк и следете на социјалните мрежи на Facebook и Instagram. Среќна нова 2016 година! Barem pogledni me da ti vidam od očite. Kaži mi iskreno zašto veće ne možeme. Gdje se zavrtam i
znam kade, što mi zede, što mi dade. Gdje se zavrtam i gdje zaminam, no na svetog pravda nema, sve što ljubev se mi snema. Premalku sve što čustvujem za tebe, ne znam koji ke može da te saka i poveće. Gdje se zavrtam i gdje zaminam, ljubav moja samo ne znam kade, što mi zede, što mi dade. Gdje se zavrtam i gdje zaminam, no na svetog pravda nema, sve što ljubev se mi snema. Što mi dade, gdje se zavrtam i gdje zaminam, no na svetog pravda nema, sve što ljubev se mi snema. No na svetog pravda nema, sve što ljubev se mi snema. Zašto Bože pravda nema, sve što ljubev se mi snema. Ovo je последно издание во 2015 година на Фолк Естрада. Благодарам на огромната поддршка што ни ја давате и ние продолжуваме со истото темпо во 2016 година. Ви благодарам, драги мои, за се. Ви благодарам што гласате. Продолжете така, весело.мк гласате за своите хитови. И ние се гледаме во 2016. Имајте убави празнични денови и имајте среќна нова.